За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите телешки реженчиња со колбаси. За подготовка на ова јадење за 4 лица потребни ви се следниве производи: 800 грама телешка картина, 4 тиквички, 4 скараџиски колбаси, 200 грама ленти чадена сланина, 2 главици кромит, 40 грама сен, 1 лажица мешан зачин, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова јадење е 40 минути. Месото го сечеме на шницли. Посолуваме. Наросуваме мешан зачин. Потоа наросуваме и мелен црн пипер. Шницлите ги толчиме со чук. Потоа ги премачкуваме со сенфот. На едниот крај од секоја шницла ставаме по еден колбас. Ги виткаме во ролати. Главиците кромит ги сечкаме на кришки. Една тиквичка сечкаме на подебели полукругови. Преостанатите тиквички ги сечкаме на кругови. Ролатите со колбаси ги сечеме на парчиња со должина од 2 см. Секое парче го свиткуваме во по една лента сланина. На дрвено стапче за раженче ставаме едно парче од ролатите. Потоа ставаме парче кромит. До него ставаме уште едно парче ролат. Продолжуваме со полукруг тиквичка. Редењето го завршуваме со уште едно парче телешки ролат со колбас. На ист начин ги подготвуваме сите раженчиња. Скарата ја попрскуваме со масло за јадење. На неа ги ставаме раженчињата да се печат. Ги превртуваме за време на печењето. Откако ќе се испечат од двете страни, ги ставаме раженчињата на чинија. Потоа на скарата ги ставаме круговите тиквички да се печат. Посолуваме. Попрскуваме масло за јадење. И испечените кругови тиквички ги ставаме на чинија. Чинијата за сервирање ја украсуваме со 2 листа црвена марула. Ги сервираме раженчињата на чинијата. Од двете страни на чинијата скалесто ги редиме круговите тиквички. Декорираме со 2 круга домат во кој е забодено по едно гранче целер. Декорацијата ја завршуваме со 2 млади кромитчиња. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 40 минути.
Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло, со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени.